Јас сум Кристина, а ова е Да Солателје подкаст. Здраво и добре дојде во уште една нова епизода. Ова ќе биде релативно кратка, но ќе има алатки како ќе можете на брз начин да си помогнете себе си кога станува збор за граници, односно како луѓето да научат да се однесуваат со нас, како што ние сакаме. Сигурно често сте ја слушнале таа реченица, дека луѓето се однесуваат со нас како што ние ќе му покажеме. И за ова имам доказ затоа што во порака или на мојот профил на Инстаграм ми се јавија многу луѓе кога постирав на тема граници и многу од нив ми кажа дека не знаат како да постават граници. Со некој почнавме да работиме како би научиле да кажат не, како да ги научат другите да разговараат или да комуницираат на прав начин со нив, без да бидат повредени, без да се чувствуваат лошо и така натаму. Мислам дека темата граници, генерално односи е толку комплексна и луѓето не ја разбираат правилно поради тоа што во оваа тема се вклучуваат многу интензивни емоции и се вклучени односите кои најчесто се оние блиски односи како родителите, партнерите и децата. Како кога ќе го слушниме тоа, научи ги другите луѓе како да се однесуваат со тебе, како да го разбереме тоа? Што значи тоа? Многу луѓе мислат дека тоа на тој начин ние ги манипулираме или ги контролираме другите луѓе, што воопшто не е точно. Ние едноставно само учиме дека имаме право и моќ да се повлечиме од односи и ситуации кои не ни се допаѓаат, односно кои не се во склад со нашите вредности. Од ситуации и односи каде што не сакаме да бидеме третирани без почит и дека го имаме тоа право и таа моќ да се одвоиме од тие ситуации, што не значи дека другите ќе го променат нивното однесување. Исто така ова реченица значи да им помогнеме на другите како да се однесуваат со нас подобро. Денес со оваа епизода ќе ви објаснам низ 3 чекори како да го направите тоа. Исто така не само преку моите клиенти, мислам дека можам ова од многу добро лично искуство да ви го објаснам, затоа што долги години уназад себе се сметав дека сум people pleaser и дека се правев за другите, за да им се допаднам. Често кажував да кога мислев не. Често кажував да и покрај тоа бе фрустрирана сама на себе, а уште повеќе и на луѓето што се однесуваат така со мене и покрај тоа што им дадов се, најдобра сум со нив и така натаму. И тоа мислам дека се роди во почетоците на моето детство, каде што сакав да бидам, да им се допаднам на другите. И овај синдром да бидеме мили, да бидеме допадливи, се јавува како одбранбен механизам на траума, за да се заштитиме и да се чувствуваме сигурни, да се чувствуваме дека припаѓаме. А всушност тоа е нешто што како деца може би ни помагало и било окей, но подоцна и текако е деструктивно кога сме возрасни и ни пречи на секое поле во нашиот живот и е спротивно на нашата душа. Сега сакам низ 3 чекори да ве воведам во тоа како да си помогнеме самите себе, да ги научиме другите луѓе како да се однесуваат со нас, односно да им помогнеме како подобро да се однесуваат со нас. Првото нешто што треба да го направиме или првиот чекор е да заприметиме кога ние го засилуваме лошото однесување на другите. И ова често не можеме да го заприметиме и кога сме посебно со луѓе кои не третираат со guilt tripping или тоа како го нарекуваат американците, или не воведуваат во вина, не манипулираат ни права притисок, доколку останеме во тоа однесување и почнуваме да се оправдуваме, да наоѓаме начин како да им покажеме дека ние не сме виновни, да им покажеме како да
дека ние сме добра личност, дека не правиме ништо лошо и така натаму, ние несвесно се завиткуваме во тоа клопче кој ни го поставиле тие и на тој начин сакаме да му покажеме дека тие не доминираат и на тој начин му даваме до знање дека со манипулација, притисок и со тој guilt tripping можат да го добијат тоа што го сакаат од нас. И често тоа толку брзо и несвесно се случува да се завиткуваме во тоа клопче и не знаеме да излеземе сами од тоа и на тој начин се чувствуваме потиснато. Значи, треба во првиот чекор да препознаеме кога се случува тоа, со кои личности и да си го препознаеме нашето тело. Лесно ни е да се налутиме на себе и да ги оправдаме другите и го чувствуваме тоа едноставно во телото, имаме тензија, срцето ни чука забрзано, мускулите ни се згрчени и тоа се први такви знаци на респонс, на одговор дека ние сме во стресна ситуација и дека едноставно сме ставени во позиција во каква што не сакаме. Исто така, во првиот чекор, не само што треба да препознаеме од која страна сме манипулирани, со кои личности, во кои ситуации, како нашето тело се чувствува и кои сензации ги имаме, исто така треба да знаеме и ние како возвраќаме на тоа, значи како возвраќаме на тие разговори и која е нашата цел во позадина. Дали е цел да им се допаднеме, дали е цел да останеме сигурни дека го имаме тоа детско во нас или едноставно остануваме свесни дека тоа не е средина која е здрава за нас. Вториот чекор, кој ќе ни го потпомогне овој првиот, е да сватиме дека ние не сме заглавени. Ова беше одличен пример со мојата последна клиентка, каде што работевме на тема каде што пред околу 17 години и се случила една травматична случка, каде што била во странска земја, оставена сама, на некој начин извисена од блиски пријатели и таа на 19 години останала сама да се снаоѓа во туѓа земја, да работи, да учи и така натаму, без да биде потпомогната. И таа сега е веќе возрасна личност, стабилна жена, со семејство, со партнер, со деца, со прекрасна работа, пријатели и така натаму. И оваа личност се уште се чувствува и се однесува со луѓето спрема себе како да е изневерена, како да е извисена, како дека нема поддршка. И покрај тоа што всушност кога ќе го погледнеш нејзиниот живот под лупа и тоа не е баш толку точно, но така таа ги доживува односите и на тој начин луѓето имаат таков респонс, односно одговор и така реагираат со неа. И таа често има чувство дека луѓето се манипулативни и вршат притисок на неа, дека не ја разбираат, дека кажуваат повеќе да отколку не и така натаму. И со работата на хипнозата таа свати дека е заглавена во тој временски период кога беше се уште дете, односно кога ја чувствуваше таа траума дека нема помош, нема поддршка и низ неколку чекори, низ процес поминавме да таа свати и го разгледа денешниот живот, го доживее денешниот живот од еден друг агол и престане да се однесува како жртва и дека мора да му се допаѓа на другите луѓе. И таа за многу кратко време, ево пред неколку дена, увиде дека е сосема поинаква слика за себе гради, дека има моќ да се заземе за себе, има моќ да каже не, има моќ да каже стоп, иако тоа оди малку бавно, затоа што долго време не била научена на тие принципи, но сепак сваќа дека не е заглавена, дека веќе не е таа личност што била во детството. За нашето закрепнување од такви комплексни трауми е потребно да сватиме дека ние имаме моќ да излеземе од ситуации, дека имаме моќ да се повлечиме од односи кои се манипулативни, кои не се пријатни за нас, кои не се здрави и се токсични. Тоа едноставно, посебно со таа хипноза или со работата на нас, сваќаме дека брзо можеме да излеземе и дека имаме право
да излеземе од такви ситуации, дека не треба да бидеме цел живот заглавени. А посебно тој процес се забрзува кога ќе сватиме дека ние не сме тоа дете што било изгубено, било повредено, било несакано или оставено во минатото. Третиот чекор е она што е и најважно во овие 3 чекори, а тоа е поставување здрави граници, градење граници и учење како да се поставуваат границите и одржуваат постојано. Тоа знае да биде толку тешко и толку болно, посебно ако живееме со доминантни, манипулативни, токсични луѓе околу нас кои ќе не убедат дека сме виновни ако кажеме не, кои ќе не воведат во guilt trip, манипулација, притисок и ние толку ќе ја чувствуваме таа вина, иако длабоко во нас знаеме дека е добро да кажеме не, затоа што тоа не ни се допаѓа, тоа не е за нас, ама многу луѓе не се осмелуваат да кажат не затоа што поболно е да ја чувствуваат таа вина што следи после тоа окривување, тоа омаловажување, тој притисок. Значи, подобро ќе кажат окей, да, и ќе трпат тоа што не го сакаат, него да го трпат она последичното што доаѓа како последица на односот со таа личност. Ова и како е важно да научиме да го контролираме и да се саморегулираме во вина. Затоа што на тој начин, што и покрај тоа што чувствуваме вина, кажеме не, се повлечиме од тој однос, се повлечиме од таа ситуација, се повлечиме од конкретната случка, даваме до знање на другата личност дека сме мојкни, и дека со нас не може така да се однесува. Дека има да се почитуваат нашите вредности, нашите мисли, нашите емоции и дека само ние сме одговорни за тоа како се чувствуваме и дека ние треба да се заземеме за себе кога станува збор за тоа како сакаме да се чувствуваме. Исто така случка имав со една од моите клиентки каде што постојано чувствува дека не се чувствува виден и почитуван од незиниот партнер и често пати се случува да тие се договорат нешто и тој во последен момент го откаже договорот и каже дека па тоа не е толку страшно, не е толку важно, иако за неа е тоа преважно. И таа мисли дека е заглавена и дека нема што да прави понатаму и дека нема како сега да го расипам, односно да го растурам бракот за тоа, а таа не сваќа дека со тоа трпење, со тоа дозволување на долг рок така да се замолчува, да се прекинува, да се омаловажува, дека на тој начин ќе дојде до прекинување на бракот затоа што ќе дојде до една експлозија. Кога секој пат ќе застанеме зад себе и го искомуницираме тоа на јасен начин дека тоа не може така, и дека ние ќе бидеме тие што ќе направиме акција доколку не се испочитува нашиот договор и доколку границата не се испочитува, тогаш другата личност ќе свати, затоа што ќе е инволвирана и ќе види дека и како може да ве изгуби вас како личност и како може да се промени односот и така натаму. Ама прво сме ние тие што превземаме акција и му даваме до знаење дека можеш ти ништо да не направиш, ама тогаш јас ќе направам нешто и така ќе се промени целата приказна. Значи, важно е да ги имате на ум овие 3 чекори. Првиот чекор е да препознаете во кои ситуации, со кои луѓе се чувствувате дека немате граници, дека не сте ги научиле како треба да се однесуваат со вас или го заврзувате тоа лоше однесување. Второто да знаете да освестите дека не сте заглавени и третото е да учите постепено како да поставувате граници. И знам, ова не е лесно, не е едноставно, ама затоа имам конкретна мапа, конкретни чекори како постепено низ мали ситни ситуации да го зајакнувате тој мускул на граници, на зајакнување на граници, да потоа низ животот слободно, лесно кажете не, без да ја чувствувате таа вина и доколку ја почувствувате да можете комотно да стоите во таа вина додека не помине. Ве очекувам да ми споделите ваше искуство во коментарите, дали вие се наоѓате во слична ситуација и ве поканувам да не чекате кога станува збор за граници, него веднаш да преземете акција, затоа што границите се здравје
и тоа како ги учите другите да ве третираат вас е од клучно значење за вашето ментално и физичко здравје. Се слушаме во следната епизода. До следната епизода ти испраќам љубов.